Блокадата на собранието е агенда на ВМРО-ДПМН, која има чисто внатре-партиска, а не државна позадина, кажа денес премиерот Димитар Ковачевски. Сметам дека тоа е апсолутно погрешен пристап во време на вакви кризни услови во Европа. Пристапот на ВМРО до сега веле в опозицијата, меѓутоа очигледно е дека не е опозицијата, туку дека се работи само за ВМРО, бидејќи ги гледаме другите политички партии кои што имаат поодговорен пристап од опозицијата, дека ова го прават чисто од политички, лични причини, се со цел заради обезбедување на некаква си внатре-партиски позиции во самата партија. Според Ковачевски, пратениците треба да му служат на народот, а не на партијата. Јас уште еднаш повикувам сите пратеници во собранието да бидат на ниво на одговорноста која што имаат не пред партија, туку пред граѓаните. Собранието е место каде што сите политички партии имаат застапеност. Собранието е место каде што постојат комисии за сите области во општествениот и економскиот живот, каде што на најдемократски начин можат да се разговараат сите законски решенија, можат да се унапредуваат сите законски решенија и исто така собранието е место каде што треба да се негува демократијата, каде што треба да се разговара токму за тоа што кажав, а не да се користи за блокирање и за бойкотирање, бидејќи тоа не носи никому ништо добро. Нашите активности се насочени кон подобрување на животот и стандардот на граѓаните кои со оваа власт се загрозени, е ставот на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Какви внатепартиски интереси? ВМРО-ДПМН внатепартиски е во комотна позиција. Единствена причина за блокадите е националната катастрофа во која не втурнаа Заев, Ковачевски и Социјалдемократскиот сојуз, кажа Мицевски. Инаку на седница на извршен комитет ВМРО-ДПМН расправа за идните чекори, партиски став е дека пратениците на ВМРО-ДПМН нема да го напуштат собранието, а како еден од следните чекори се и можни протести. Многу внимателно, чекор по чекорот. Ете сега вечер имаме извршена кои ги кажеме следните чекори, да не го држиме тогаш. Имаме ние демократска атмосфера на одлучување, треба да отвориме дебата, да може да слушнеме и останатите членови на извршниот комитет што ќе кажат. И ќе излеземе многу скоро со динамиката на активностите, но се е на маса. Само не е напуштање на парламентот. Тоа задоволство нема да го има оваа власт, да го напушти на парламентот за да можат од законот за марихуана па наму се да се помине.